Стиснати заби, страв, но и молки бескрајно трпение да заврши кризата. Ама не од насилството кое го трпи дома, од и веќе е секојдневие, ами од карантинот кој ги затвори сите на едно место. А насилството, како и карантинот, изгледаат бескрајна вечност. Оваа приказна не е нова, ама е на другата страница испишана реченицата започнува со зборот COVID-19. Социјалната изолација и деновите поминати дома со партнерот се докажаа како причина за пораст на семејното насилство. Старите проблеми, акумулирани со години и години, ја прелејаа чашата. Оваа страница од големата вистинска приказна ќе ја започнеме со млада жена која поради големата љубов од Србија дошла дури до Македонија. Дошла, ама освен куќата на саканиот, ќотекот, силувањата, пресилувањата да му зема од малските дуќани алкохол на вересија, друго и не видела речиси 3 години. И тогаш решила да стави крај. Па малтретирao me, terao me po ljudima, po kućama da tražim pare za alkohol, da mu donesem pare za alkohol. Ostavljao me sa ocem da sam bila, fizički i psihički maltretirao. Apelujem svim mladima, devojkama da otvore oči sa kime idu, da paze sa kime se druže, da vidu kakva je porodica prvo njihova i da imaju hrabrost da sve to prijave, da ne držu u sebe to i mladima i starim preporučujem da se što pre jave ako imaju slučaj kao ja što sam imala. Полицијата не дошла по очајничките обиди на жртвата за спас. Не заминала по пиво, ами се сокрила во најблиската куќа, од каде што успеала да ги добие незините родители. Тие пак, по болниот повик на нивната ќерка, се јавиле во организацијата за борба против трговија со луѓе Астра од Белград, а тие пак во белградската полиција. Парадоксот да е уште поголем, белградските полицајци ги побарале струмичките и дури тогаш заминале да ја бараат и да ја овозможат безбедност. Prvi put kada sam zvala policiju, policija nisu htjela da dođu po mene. Rekli su mi da oni tu ne može ništa, da ja ne mogu da im kažem kad će doći po mene. Međutim, druga policija kada je stigla pomoć Astre, pričala sam sa načelnikom policije koji sam ga zamolila i to vreme plakala da dođe po mene, da nemam nikoga u Makedoniji, da sam sama, koji je rekao da može samo da me smestim na sigurno, da ne mogu da putujem pošto je bila korona. Nisam imala svoje dokumente koje mi je pocepao. Prihvatila sam bilo gde da odem samo da mu se ne vratim pošto je bio nasilnik. Sa jastukom bio me tog dana gušio, tuko me, terao me u prodavnici da idem da uzimam piva da zapišem, gde sam pomoću ja toga i otišla samo da pobegnem, da bi se spasila. Младата србинка со помош на Центарот за жртви на семено насилство од Струмица не само што добила безбеден кров, психосоцијална подршка, но тие успеале и да ја транспортираат до соседна Србија за време и кога границите беа затворени. Со српската организација Астра успеавте да транспортирате во време на полициски час и жртва која што е од соседна Република Србија.
Па да, тоа повторно, како што кажав, по дојава на полицијата, нели, беше донесена жртвата, нашите стручни тимови во шелтерот ја воспоставија комуникацијата понатаму, за да може жртвата по неизино барање, нели, да напушти државата и да се врати кај своите родители. Пандемијата со COVID-19 донесе околу 20 на жртви во Струмичкиот центар за жртви, а својата приказна речиси ја започнуваат идентично сите од нив. Работите дома излегоа од контрола. Мажот ми беше постојано дома. Ќотек беше како добро утро, добар ден. За мене не ми беше жал. Жал ми беше за детето. Се обиде и да ме задуши. Решив да не трпам повеќе. Спасов го најдов овде, во Центарот за жртви во Струмица. Тие ме спасија. Во исто време, многумина немаат храброст да излезат од лабиринтот. 129 жртви на семено насилство се регистрирани во СБР Струмица за период од 3,5 месеци. Струмица е со најголем број пријави, односно 59. Во Радовишт за истиот период се регистрирани 51 жртва, Валандово 14, а со најмалку пријави Гевгелија, односно 5. Шелтер центарот во Струмица застана на бедемот на насилството од самиот почеток на пандемијата со COVID-19. Започна со згрижување на жртви, жени и деца, кои успеа да избегат од канџите на насилните сопрузи и партнери, татковци, а судбината ја ставија на тимот кој несебично координира со сите предизвици кои ги носи сместувањето. Важноста на истиот беше препознаена. Нужноста е чекор кон посигурна иднина. Денес имав можност да го посетам Центарот за згрижување на жртви на семено и родово базирано насилство и нивните деца. Овој центар е отворен од страна на Сдруженијето на граѓани Sky Plus со поддршка на Општина Струмица, општествено одговорни компании од локалната бизнис заедница од Општина Струмица, како и Струмичката епархија. Центарот постои 18 месеци и низ овој центар во изминатиот период, можам да речам дека период кој што се поклопува со пандемијата со COVID-19, продефилирале, односно ги користеле услугите околу 50 жртви на насилство. Во центарот работаат стручни лица, психолог, социјален работник, семеен терапевт, кои што им даваат психосоцијална поддршка на жртвите за време на нивниот престој. Согласно и нашето законско решение за борба против насилство врз жените и семено насилство, шелтер центрите, од кој е еден овај центар кој што го посетив денес, се грижат за жртвите во период од 3 месеци, по потреба дополнителни 3, но максимум до 12 месеци. За време на престојот на жртвите во центарот, покрај основните услови кои што се обезбедени во смисла на нивна поддршка и домување во тој период додека се згрижени во центарот, логистика со храна и сите потреби како за нив така и за нивните деца, се работи индивидуално со секоја жртва. Преку психосоцијалната поддршка се овозможува јакнење на жртвата да се соочи со реалноста и да излезе оттука способна да го продолжи својот живот, меѓутоа секако да не биде повторно предмет на некој вид на насилство. Дополнително, со дел од жртвите се работи во дел на нивно економско јакнење, овозможувајќи им за време на престојот во шелтер центарот да можат да работат на своја обука, квалификација, успособување да се вклучат активно на пазарот на трудот, а со поддршка на центарот и секако со поддршка на Општина Струмица да им се овозможат услови во иднина да можат да имаат дом во кој што би живееле заедно со своите деца и понатаму преку обезбедување на сопствена екзистенција, работејќи на пазарот на трудот да можат да живеат еден слободен, спокоен, независен живот далеку од насилниците. Ова е една успешна приказна како локалната самоуправа, Општина Струмица, заедно со невладина организација,
почнува со имплементација на оно што ние пак како институција, како Министерство за труд и социјална политика го донесовме како законско решение преку собранието. Ова е позитивен пример како ентузијасти, волонтери работат за да помагаат на жртвите и да им овозможат во состојби на најголем социјален ризик, односно кога се соочени со насилството, да пружаат услуги на жртвите. Секако дека борбата против насилството, семеното насилство, родово базираното насилство и сите облици на насилство бара еден мултисекторски пристап. Пред се, на првата фронтална линија се наоѓаат центрите за социјална работа, Министерството за внатрешни работи, тука се здравствените работници преку здравствените установи, образованието каде треба да се работи на подигање на свеста за препознавање на насилството, но во овој момент морам да одадам големо признание на невладиниот сектор како наш партнер во справувањето со сите облици на насилство. Јас ги поттикнувам да работат успешно како и досега, меѓутоа овој вид на работа на шелтер центрите треба да биде пресликан, односно да стане пракса и во останатите општини од нашата држава и дополнително преку регионалните совети за социјална заштита треба да постои регионализација на ваквите социјални услуги. Институционалната врска. Соработката извадена од стигматизираната рамка во македонското општество води само кон единствен успех, а успехот е згрижена жена. Создадена апатичност, не отфрлајќи ја самата да се бори со бирократијата. Сметам дека жртвите имат доволно подршка од сите релевантни институции каде што насилството се пријавува. Имено во центрите за социјални работи, полициските станици, како и во невладините организации кои што работат на полето на заштита и спречување на насилство. Од сите видови на насилство кои се офатени во новиот закон за семено и родово базирано насилство, во нашата институција најчесто се пријавува физичко насилство, но и другите форми кои што се за жал тешко докажливи. За нас, како Центар социјална работа во Ландово, од исклучителна важност е Струмичкиот шелтер центар. Територијалната близина ни овозможува жртвата час поскоро да ги надмине шоковите со кои што се соочува, како жртвата, така и незините деца. Нашиот стручен тим ја прифаќа жртвата, но на тоа укажува за можната заштита што се наоѓа во Струмичкиот шелтер центар. За кус временски рок жртвата се прифаќа, се сместува и се овозможува комплетна психосоцијална подршка од тамошниот стручен тим, така што го амортизираме шокот на жртвата. За 30 минути ја припуштаме на тимот со кој со должно внимание ја прифаќа и овозможува понатомошен процес со цел враќање во нормален тек. Во рамките на напорите и спречувањето на семејното насилство, Општина Струмица во партнерска соработка со невладината Skyplus на почетокот на 2020 го отвори шелтер центарот за згрижување на жени и деца жртви на семено насилство, а во периодот што следува започнува соработа и советувалиштето на жените и децата жртви на семеното насилство кое нуди поинаков холистички пристап кој преку психосоцијална работа ќе ги третира жртвите на семејното насилство во соработка со центрите за социјална работа. На овој начин, на сеопфатна работа ќе понуди заштита, а воедно и превенција од трансгенерациско провлекување на семејното насилство. 2 години сега во моментов се мислам дали шелтер центарот е првото или последното место во кое што жртвите доаѓаат. Последно место можеби во нивниот очаен опит да ја напуштат насилната средина, но прво место од каде што почнуваат нов живот, од каде што веќе треба да ја завршат таа темна страна од нивното секојдневие и да добијат една нова можност, една одскочна даска која што повторно ќе ги врати назад во општеството, но сега многу посилни и многу похрабри во она што треба да го прават. 2 години шелтер центарот, 36 жртви добија засолниште, добија закрила во овие 2 години постоење на шелтер центарот или на Центарот за заштита на жртви на семејно насилство. Пред 2 години општина Струмица заедно со Сдруженијето Skyplus ја поддржа иницијативата која потекна од Skyplus, општина Струмица ја препозна како насушна потреба, колку и да звучи како излетена фраза, сепак насушна потреба да им се помогне на
жртвите на семејно насилство да се охрабрат, да знаат дека доколку треба да ја напуштат насилната средина, а немаат каде, сега имаат каде. Не само што имаат каде, туку имаат и со кого. Тоа е уште позначајно и уште поважно, затоа што тие доаѓаат во една страшна и неописива психолошка состојба, кога секојдневието било најчесто од нашите жртви кои што дојдени, секојдневието било исполнето со стрес, со неизвестно, со дали денеска повторно ќе се слуша звукот на шлаканицата и сега доаѓаат во ситуација каде што имаат можност нашиот стручен тим кој што е составен од дипломиран психолог и гешталт терапевт и социјален работник. Зошто велам имаат со кого? Затоа што жртвите кои што доаѓаат кај нас се наоѓаат во една многу тешка, многу мрачна психолошка состојба. До тогаш живееле во страф и неизвестност, дали повторно ќе се слуша звукот на шамарот, како да се заштитат себе си, своето здравје, но и она што е поалармантно, здравјето на нивните малолетни деца, затоа што од оваа бројка што ја кажав, 36, 18 се само во 2021 година, од кои што половината, односно 9 се малолетни деца. Тие деца се индиректни жртви најчесто, ми дојде да кажам за среќа, но не знам дали е за среќа, индиректни жртви на семејното насилство и токму затоа, значи, овие жртви кои што доаѓаат се наоѓаат во тешка ситуација да се борат за себе, да се борат за своите малолетни деца, да се борат против средината, која што нашето искуство покажува дека се уште постојат табу теми кога станува збор за семејното насилство. И кога доаѓаат во една таква ситуација, не е важно само покривот што ќе го добиете и парчето леп, туку многу е важна и поддршката внатре. Стручниот тим кој што е составен од дипломиран психолог и гешталт терапевт и социјален работник изработуваат план за работа, индивидуални планови согласно потребите кои што ги има жртвата, работат со неа, затоа што една од главните цели на шелтерот е од тука да излезат лица кои што се многу со поголема самодоверба, лица кои што можат успешно да се снајдат да се вратат во општеството, успешно да се снајдат да ги менаџираат понатаму нивните животни текови, односно не само екзистенцијата, туку и понатаму развојот во кариерата и така натаму. Да се слуша, а да не се осудува жртвата. Да ја покажеме дека сме на нејзина страна. Да ја покажеме дека нејзините чувства ги сметаме за разумни и нормални. И даваме време на жртвата да донесе собствени одлуки, без да ја осудуваме да се врати кај партнерот и да се обиде да го поправи своето однос со него. Не ја притискаме да донесе брзи одлуки. Зборува за емотивната страна на врската со партнерот, но не ја критикуваме дека живее со овој навредлив партнер. Се обидуваме да ја објасниме дека ако не се превземат мерки, насилството ќе напредува. И помагаме да го нагласи позитивното во она кое што се случува. Не и кажуваме дека поради децата мора да остане со партнерот. Вакви насоки добива и оваа жртва која со години трпела глад, срам, ќотек и понижување. Сместувањето тука за нас значеше безбедност. Стравот во кој живеевме со децата веќе е зад нас. Многу често бевме и гладни. Одев на работа, а пари пак немав. Целата плата му ја давав. Ни оставаше само за леп, а по некој пат ни толку. И ако нешто му прозброевев, ќе не претепаше пред децата. Децата се плашеа и од него, молеа некаде да ги носам. Викам, каде? Не знам дека да одиме. Случајно на работа слушнав колешки како зборуваат за шелтер во близина каде што живеам. Им се јавив, ми дадоа надеж дека ќе ме заштитат. Тука сме 1 месец и децата пак почнаа да се смеат. Струмица нема да ги остави сами. Незаштитени и осудени овие и сите останати жртви на семено насилство кои се кријат под превезот на срамот, јавната осуда и болката. Приказните на секој од жртвите на семено насилство се различни, но заедничко на сите е насилството. Психичко, физичко, финансиско, сексуално.
Во лавиринтот на институциите нивните случаи со месеци и со години не добиваат разрешница, со што продолжува агонијата, а приказната нема крај.